Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме со обработка на глава 10 од книгата Дела, во која е опишано обраќањето на Корнилиј и неговото семејство и пријатели. Во претходната епизода стигнавме до стих 28, каде Петар им кажува на присутните дека во нормални услови тој не би посетил дом на неевреин, но Бог му откри да нема никакви предрасуди кон луѓето. Ќе го прочитам стих 29. Затоа, кога бев поканет, дојдов без двоумење. Сега ве прашувам, зошто ме повикавте? Ова прашање ми е навистина интересно. Зошто Петар го поставува токму тоа прашање? Можеби очекувавте дека на присутните веднаш ќе им зборува за Господ Исус Христос, но тој ги прашува зошто го повикале. Ми се допаѓа фактот што Петар не избрзуваше, туку се потпираше и го чекаше водството на Светиот Дух. Ова би требало да биде лекција и за многумина од нас, особено оние кои секогаш брзаат да го споделат Евангелието со другите. Некогаш е добро да почекаме, за Светиот Дух да не води и да го препознаеме правиот момент кога да зборуваме за Христос. Не ме сваќајте погрешно, јас не велам дека треба со години да чекаме со некој да го споделиме Евангелието. Само сакам врз основа на стиховите кои ги читаме да напоменам дека има околности во кои треба да чекаме, а не веднаш да избрзуваме со споделувањето на Евангелието. Не само тоа, туку искрено ќе ви кажам дека според мене најдобро е да го споделуваме Евангелието откако ќе се помолиме за другите. Дури и да немаме време за долги молитви. Добро е во нашето срце, барем на кратко да побараме Бог да и го отвори срцето и разумот на личноста со која сакаме да разговараме, за неговиот збор да даде плод на покаяние и спасение во срцето на таа личност. Апостолот Петар ги праша присутните, зошто го повикале? Преку видението Господ му покажа дека не постојат чисти и нечисти луѓе, туку дека сите имаат вредност во неговите очи. И Петар ја свати таа порака, но сепак се чини не беше целосно сигурен која е главната причина поради која беше повикан во домот на римскиот стотник Корнилиј. Стихови 30 до 33. И Корнилиј одговори: пред 4 дена се до овој час постев, а во 9-тиот час се молев во својот дом. Одеднаш пред мене застана човек во светла облека и ми рече: Корнилиј, твојата молитва е услишена и за твоите милостини Бог си спомна. Затоа прати некого во Јопија и повикај го Симон наречен Петар. Тој сега престојува на гости кај Симон Кожарот, покрај морето. Затоа јас веднаш пратив луѓе по тебе и ти добро направи што дојде. Сега пак ние стоиме пред Бога за да слушнеме се што ти од Бога заповедано. Со други зборови Корнилиј како да вели: и јас не сум целосно сигурен зошто пратив луѓе по тебе. Само знам дека Бог ми кажа да те викнам тука. Сигурно имаш нешто да ни кажеш. Забележете што Петар стори потоа. Стихови 34 до 37. Тогаш Петар ја отвори устата и рече: навистина, сваќам дека Бог не гледа на лице, туку напротив, нему му е мил во секој народ оној кој има страхопочит кон него и постапува праведно. Тој им го прати на синовите Израелови словото, благовестувајќи мир преку Исус Христос, кој е Господ на сите. Вие знаете за сето она што се случуваше по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја по крштевањето што го проповедаше Јован. Очигледно е дека Корнилиј и другите присутни имаа некакво знаење за Господ Исус Христос и делата кои тој ги направи.
Самиот Петар им вели: вие знаете за она што се случуваше. Можеби тие луѓе не го сретнаа Исус лично, но сигурно слушнаа за него. Стихови 38 до 40. Кого го помаза Бог со Дух Свети и со сила, Исус од Назарет, и како тој одеше вршејќи добри дела и исцелувајќи ги сите што ги беше нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. И ние сме сведоци за се што направи тој во земјата јудејска и во Ерусалим. Него го убија, приковувајќи го на крст. Него Бог го воскресна на третиот ден и му даде да се појави. Забележете што Петар прави во оваа проповед. Тој, иако е свесен дека присутните беа запознаени со делата на Господ Исус, сепак сака да им ја објасни суштината на неговата служба. При тоа, јасно им дава до знаење дека главната цел на Господ Исус не беа исцеленијата и чудата, туку неговата смрт на крстот на Голгота, каде плати за нашите гревови, како и неговото воскресение и победата над смртта. Тоа е Евангелието. Се додека во црквата се проповеда само за морал и етика, а не се проповеда смртта и воскресението на Господ Исус, тоа значи дека во неа не се проповеда вистинското Евангелие. Целта на Исусовото доаѓање на овој свет не беше само да ги поучува луѓето, туку да ги спаси. Се разбира, тоа спасение ќе влијае на начинот на кој поединецот го живее животот, односно секој кој го има спасението ќе се води според Божиот висок, морален и етички стандард. Продолжуваме со читање на проповета на апостол Петар. Стихови 41 до 43. Но не на сиот народ, туку само нам, предизбрани од Бога сведоци, кои јадевме и пиевме со него по неговото воскреснување од мртвите, и ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија над живите и мртвите. Сите пророци сведочат за тоа дека секој што ќе поверува во него ќе добие простување на гревовите преку неговото име. Секој кој ќе поверува во него ќе добие простување на гревовите преку неговото име. Тоа е суштината на Евангелието и апостолот Петар сакаше собраните во домот на Корнилиј да го разберат тоа, но и да поверуваат во пораката која ја проповеда. И знаете што? Присутните на вистина поверуваа. Во следните неколку стихови Лука објаснува што всушност се случи. Таму читаме: додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Духот Свети слезе над сите што го слушаа словото, а обрезаните верници што беа дојдени со Петар се изненадија што дарот на Светиот Дух се излеа и над незнабожците, зашто ги слушаа како зборуваат на разни јазици и го возвеличуваат Бога. Тогаш Петар рече: може ли некој да ја забрани водата, за да не бидат крстени оние кои го примија Духот Свети како и ние? И им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. Потоа тие го замолија да остане кај нив неколку дена. Некои теолози овој настан го нарекуваат нееврејската педесетница, бидејќи тука за прв пат Светиот Дух се спушти врз неевреите, онака како што се спушти врз евреите на празникот Педесетница. Иако Петар им проповедаше на овие луѓе, не сум баш сигурен дека очекуваше вакво нешто да се случи, односно и незнабожците да го добијат Светиот Дух и да зборуваат во разни јазици. Всушност, на првиот собир на христијанските водачи кој се одржа во Ерусалим, а за него ќе читаме во глава 15 од оваа книга, апостолот Петар ќе сведочи за овој настан и ќе аргументира
дека спуштањето на Светиот Дух, кое се манифестираше преку зборувањето јазици, е доволно добар доказ дека Бог сака и може да ги спаси и неевреите. Откако се крстија со Светиот Дух, присутните во домот на Корнилиј се крстија и во вода. Како што можете да забележите, тие прво поверуваа, па потоа се крстија со вода. Мое лично верување, кое го заснувам на учењето на Светото Писмо, е дека токму тоа треба да биде редоследот кој треба да се следи во однос на верата и крштевањето. Луѓето прво треба да поверуваат во Христос пред да бидат крстени. Тој принцип е запазен низ целата оваа книга. Сега доаѓаме до глава 11, во која читаме како апостолот Петар им посведочи и на другите црковни водачи дека Евангелието им е дадено и на неевреите. Иако нам денес тоа може да ни изгледа очигледно, сакам да ве потсетам дека евреите долго време сметаа дека кога ќе дојде Месијата, тој ќе биде испратен само за нив. Стихови 1 до 3. Апостолите и браќата во Јудеја слушнаа дека и незнабожците го примиле Словото Божјо, и кога Петар влезе во Ерусалим, обрезаните што беа со него го укорија велејки: Ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. Како што можете да забележите, евреите сметаа дека одењето на гости и споделувањето оброк со неевреи беше срамно и погрешно нешто. Сигурен сум дека и самиот Петар го веруваше тоа пред Бог да му ги отвори очите. Тој беше охрабрен од тоа што Светиот Дух им е даден и на неевреите, но само што се врати во Ерусалим, веднаш се соочи со напади поради тоа што бил во куќа на неевреин. Стихови 4 до 17. А Петар почна да им расправа за се поред, велејки: Јас бев во градот Јопија и додека се молев, во занес здогледав видение. Од небото слегуваше некаков сад, како некое платниште, врзано за 4 краишта, и дојде дури до мене. Откако погледнав во него и го разгледав, видов 4ножни земни животни, ѕверови, влекачи и птици небески, и чув глас што ми зборуваше: Стани, Петре, заколи и јади. Јас пак реков: Не, Господи, зашто ништо погано или нечисто никогаш не влегло во устата моја. А гласот од небото повторно проговори и рече: Она што Бог го очистил, ти не го сметај за погано. Тоа се повтори 3 пати и пак се крена на небото. И ете, во тој час застанаа 3 луѓе, испратени кај мене од Кесарија, а Духот ми рече да појдам со нив без двоумење. Со мене дојдоа и овие 6 браќа и влеговме во куќата на оној човек. Тој ни раскажа како видел ангел во куќата своја, кој застанал и му рекол: Прати во Јопија луѓе и повикај го Симон, наречен Петар. Тој ќе ти каже зборови, преку кои ќе бидеш спасен ти и целиот твој дом. И кога јас почнав да зборувам, над нив слезе Духот Свети, како и над нас во почетокот. Тогаш се сетив на зборовите Господови: Јован крштеваше со вода, а вие ќе бидете крстени со Дух Свети. Ако Бог им даде еднаков дар, како и нам кои поверувавме во Господ Исус Христос, тогаш кој сум јас да му се спротивставам на Бога? Апостолот Петар ги охрабри другите водачи да се радуваат за тоа што Господ почна да действува и помеѓу неевреите и ним да им го дава Светиот Дух, како и на евреите. Стих 18. Откако го изслушаа тоа, тие се успокоија и го прославуваа Бога велејки, значи и на незнабожците Бог им даде покаяние за живот. Бог во Стариот Завет многу често им најавуваше на израелците дека и другите народи ќе дојдат кај Него, ќе поверуваат во Него и ќе бидат благословени.
сведоштвото на Корнилиј беше уште една потврда дека тоа почна да се случува. Стихови 19 до 22. А оние што се беа распрснале поради гонењето до кое дојде по убиството на Стефан, стигнаа се до Феникија, Кипар и Антиохија, и никому не му го проповедаа словото освен на јудејците. А некои од нив, кипрани и киринејци, штом пристигнаа во Антиохија, почнаа да им проповедаат и на елините, навестувајќи го Евангелието на Господ Исус. И раката Господова беше со нив, та голем број луѓе поверуваа и се обратија кон Господ. Веста за тоа дојде до ушите на црквата Ерусалимска, и тогаш го испратија Варнава да оди во Антиохија. Всушност, во овој дел од историјата на црквата, градот Антиохија стана вториот центар на црквата во тоа време. Првиот беше градот Ерусалим, а сега и Антиохија. Светиот Дух ја благословуваше службата во тој град, и затоа апостолите и нивните соработници го насочија вниманието таму. Стихови 23 и 24. А тој, кога пристигна, ја виде благодата Господова, се зарадува и ги бодреше сите да пребиваат во Господ со непоколебливо срце. Тој беше добар човек и исполнет со Дух Свети и вера, и значително мноштво луѓе се припои кон Господ. Се чини дека токму Варнава беше духовниот водач на христијанската заедница во Антиохија, но му беше потребна и помош, и забележете каде се обрати. Стихови 25 и 26. Потоа Варнава тргна за Тарс да го бара Савле, и кога го најде, го доведе во Антиохија. И цела година тие се собираа во црквата и поучуваа големо мноштво луѓе. Во Антиохија за прв пат ги нарекоа учениците христијани. Ова е многу важен стих. Би рекол еден од најважните во оваа книга. Лука вели дека токму во градот Антиохија Исусовите следбеници за прв пат беа наречени христијани. Знаете зошто? Затоа што го живееа тоа што го поучуваа, и тие се повеќе наликуваа на Христос. За жал, денес се изгуби значењето на зборот христијанин и не се однесува на оние кои живеат како Христос, туку на оние кои само ја исповедаат верата. Стихови 27 до 30. Во тоа време слегоа од Ерусалим во Антиохија некои пророци, и еден од нив по име Агав предскажа преку духот дека по целата вселена ќе настане голем глад. И токму таква голема и настана во времето на царот Клавдиј. Тогаш учениците решија секој колку што има да испрати за подкрепа на браќата што живееа во Јудеја. Тоа го направија така што го пратија собраното до старешините преку Варнава и Савле. Интересно е тоа што токму Савле, оној кој ја прогонуваше црквата во Јудеја, сега доби задача да изслужи на црквата во Јудеја. Ова беше вистинска промена која Бог ја направи во неговиот живот. Бог може и сака и денес да менува животи на таков начин. Знаете, кога Бог ќе го допре вашиот живот, вие ќе добиете и желба и прилика да им служите и да ги благословувате оние на кои претходно сте им предизвикувале проблеми. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса niz svetotopисmo
podcast@gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.